Добър ден, почитувани гледачи. Уште едно издание на емисијата Отворено студио. Имам чест денеска да ви кажам, но исто така и да разговарам со основачот на првата детска амбасада во светот, Медјаши, господинот Драги Змијанац. Змијанац тука во нашето студио, но сепак на почеток ќе одеме со музика, но исто така да кажам дека тема ќе не биде 24 години од активноста на првата детска амбасада во светот, Медјаши во Република Македонија. На почеток, молам музика. Легендата Желјко Бебек со Гаро и Давитијан Брадерс и нивната Јовано Јованке, што ќе слушате понатаму на оваа фреквенција. Останете со нас, продолжуваме.
ке си ископам, косите ке ги сечам of aman aman, очите ке си ги скротам, косите ке ги сечам of aman aman, очите ке си ги скротам. Како што кажа почитувани гледачи, значи тема е 24 години од активноста на првата детска амбасада во светот Медјаши, која функционира во Република Македонија, а мој соговорник е првиот човек на оваа амбасада, господинот Драги Змјанац. Драги, добро дојдовте во студио. Добро ве најдов, пријатно се чувствувам. Чувствувам позитивна енергија и добра волја од ваша страна. Мислам дека ќе направиме добра емисија. За Медјаши доста се знае во овој регион, бидејќи имате бројни активности, ги имате во значајни сфери, како сфери се следат тие сфери. Ја бе молам, кажавте 24 години, веќе навлегуваме во 25-та година. Што беше тоа причината главна што ве насочи да направите една ваква значајна прва детска амбасада во светот? Коинциденцијата е многу чудна со денешниот настан што се случи во Дебар. Сите сме деца на овој свет, една публикација каде што проговоривме за како професорите да работат со учениците за доближување на бегалскиот екзодус и криза, со какви страдања и голгота се среќаваат децата бегалци. Имено пред 24 години стригна драматичен апел од Сараево да згрижиме деца бегалци од Босна и Херцеговина во Македонија. И мојата колешка која заедно ја основавме првата детска амбасада во светот Медјаши, беше упорна да влезе во македонската телевизија. Се сеќавам, Љубиша Николовски беше тогаш уредник. Упорна беше да даде апел за згрижување да тогашната југословенски републики дадат подршка на луѓето кои беа прогонети од војната во Босна и Херцеговина, а имаше исто така и од Хрватска. И јас се сеќавам, бев дома кога Гордана го даде апелот. Нашиот домашен број уште не бевме ние регистрирани како граѓанска организација, иако на иницијатива Гордана стапи во контакт со творецот на идејата Душко Томич од Сараево, кој ја назначи таа да биде координаторка на формирање на тогаш генералниот конзулат во Република Македонија на оваа прва детска амбасада, која после неколку години идејата, патентот и лиценцата на моје силно инсистирање ние успеавме да ја издигнеме на ниво од мајка ќерка на сестринско ниво и да бидеме дури поактивни во однос на ширење на оваа благородна идеја во целиот свет. Почнавме со нашите активности некаде околу 13 април. Звонеа телефоните дома, почнавме да водиме евиденција за граѓани кои сакаат да згрижат бегалци од Босна и Херцеговина. Тогаш не постоја ни Црвен крст, ни Меѓународен комисаријат за бегалци, се уште се создаваа мостови воздушни за прифаќање на бегалците. Палер Македонија не излезе во пресред. Господинот Битулјану го даде авионот и стигна првите бегалци со Плава лагуна, се сеќам, со Есна Реджепова, со Драган Мјалковски, со плејада на хуманисти, ги пречекавме и така почнавме. Беа изненадени сите во државата и институции и граѓански организации и медиуми како почнавме. Основачкото собрание го направивме на 29 април во Пионерскиот дом, сега детскиот дом во Карпош, и се регистриравме. Тоа, значи, всушност 2 недели пред нашата официјална регистрација, ние како граѓанска иницијатива потикнавме граѓаните да ги згрижат бегалците. Стига бегалци, работевме со нив до 1997 година. Преку нив всушност ги запознававме и другите западноевропски земји каква судбина
Има во еден момент во Република Македонија имаше околу 60.000 бегалци. Почнавме да воспоставуваме дестинации со многу меѓународни и домашни хуманитарни организации како Шпанија, Данска, Турција и многу други земји да ја ослободиме Македонија од бран од бегалци зашто не беше спремна да одговори на тој прилив и преку тие бегалци всушност ја ширевме оваа благородна идеја за првата детска амбасада во светот Мегеш. Кога говориме за активноста на ова ваша организација, хуманитарна пред се, по центарот на вниманието се децата. Навистина сфера или таргет група каде што нема пардон, сакаш да помогнеш во секој момент и така. Во едно интервју што неодамна го дадов во Вест, последното прашање беше по што најмногу ви остави впечаток. Го срушивме молкот на страдањето на децата, отворивме многу проблеми со кои децата се среќаваат, болни за жал некои од семено насилство, од родоскринавање, од педофилија, од насилство во училиште и така натаму. Едноставно, после година дена од нашето формирање го отворивме и првиот SOS телефон за деца и млади, кој веќе постои 23 години. И така создадовме можност децата да не препознаат, да знаат дека ние ќе ги застапуваме, не само пред државните институции, дека отворено говориме за нивните права. Едноставно успеавме да го издигнеме на високо ниво дигнитетот и интегритетот на детето и неговата личност и посочивме дека тоа е субјект со полно право, секако и обврски, дека треба да се почитува, треба да се бара од него да биде активно, да донесува одлуки и возрастните да го респектираат како активен политички субјект кој знае што е во негов најдобар интерес. Така и ја формиравме и коалицијата за правата на детето, каде што вклучивме бројни граѓански организации, почнавме да доставуваме и извештај до Комитетот за правата на детето во Обединетите нации во Женева, каде што тие за прв пат слушнаа дека каква е состојбата во Република Македонија и всушност ги навикнавме не само родителите, наставниците и институциите дека постојат права, дека децата имаат права, дека тоа се специфични детски права и дека тие треба да се почитуваат, да за тоа треба да се разговара. Впрочем, ние сме горди што за детската амбасада се говори и во самиот учебник во трето одделение за запознавање на природата и општеството и многу деца во октомври доаѓаат ја посетуваат детската амбасада и знаат за детската амбасада и ја препознаваат и се доверуваат и се јавуваат. Не само на SOS телефонот, туку не комуницираат преку социјалните мрежи, преку фиксниот телефон и знаат дека има некој кој ги застапува. Кога ќе се прекрши некое елементарно детско право, ние знаеме да будно реагираме, да се обратиме до државните институции, до Народниот правобранител, просветен инспектор, ако треба и до меѓународни други организации, да бараме поддршка и мрежата во која членуваме. Имено првата детска амбасада во светот Мегеш успеа да се зачини во многу други меѓународни организации, како што е Child Help International, тоа се специализирана мрежа за SOS телефони, Global March Child Against Labor, против злоупотреба на детскиот труд, па Eurochild од Брисел и да не ги набројувам сите. Ја развивме таа мрежа на членство активно и мислам дека на тој начин, еве во една книга на УНИЦЕФ, една позната активистка Сју Гилберт напиша Македонија во светот е позната по основ на заштита на правата на децата, затоа што тука е формирана и основана првата детска амбасада во светот. Господин Змијанец, вемолам нешто кажавте, но добро е да објасниме. Каква е соработкава со институциите во земјава? Ако кажем, топло-ладно. Значи, она што мене ме радува што кога ние ќе доставиме представка и ќе реагираме, одговараат, се мобилизираат. Она што ми е проблематично што многу често реагираат само под притисок. Дали се тоа на граѓански иницијативи, дали се на медиуми, дали е на наше обраќање, тогаш се мобилизираат. Ние очекуваме функционална, мобилна државна институција, државни институции кои брзо ќе ги препознаваат потребите и проблемите со кои децата се среќаваат, ќе делуваат превентивно, активно, во соработка со родителите и учениците и ќе ги превенираат ситуациите. Многу често институциите реагираат откако ќе настане одреден проблем и најчесто под притисок. Кога активно ќе се создаде партнерство на државните институции, училиштата,
медиумите и граѓанските организации во соработка со родителите и учениците, мислам дека ќе имаме и подемократско и похумано општество каде што ќе имаме поголемо разбирање, почит и разбирање за сите подеднакво во ова Република Македонија, кај што заеднички ја градиме и заеднички живееме сите. Змјана Звемолам, во овие 24 години и нешто да кажеме, колку сте задоволен од тоа што го постигнавте како прва детска амбасада? Многу застапување и лобирање успеа. Јас се сеќам дека на наша иницијатива баравме да се формира институција детски правобранител. Да. Тоа беше компромисно решено со тоа што народниот правобранител назначи специјална личност како детски правобранител со задолжување да ги следи потребите на децата во Република Македонија. И таа институција се формира 97 и можам да кажам дека на некој начин имаме ние заслуга за подигнање на јавната свест дека институцијата детски правобранител, во овој случај заменик правобранител за детските права, е неопходно потребна. Потоа се сеќам дека инсистиравме да се ратификува Хашката конвенција за крабнати киднапирани деца. За жал има многу деца кои и во оваа рута каде што транзитираат децата бегалци, многу јасно кажа Европол дека има околу 10.000 деца без трак, односно исчезнати, грабнати, киднапирани. Само во Германија, во Италија 5.000 деца, во Шведска околу 1.000 и ние тука силно реагиравме дека станува збор за организиран криминал и дека државите не го положија испитот на највисоко ниво за заштита на правата на сигурноста на децата во нивното транзитирање. Потоа, на наше силно застапување и лобирање се ратификува Конвенцијата за итно спречување на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Меѓународната организација на трудот донесе Конвенција 182 и ние тука исто така лобиравме да таа се донесе во собрание. Она што исто така јавно говоревме за сексуалните злосторници кои силуваат деца и баравме да Собранието на Република Македонија изгласа една превентивна мерка, така наречена медикаментна терапија или хемиска кастрација, каде што педофилот ќе биде подвргнат со лекови и ќе се делува на неговиот нагон или бидо. Баравме да бидат казните зголемени двојно, тоа се усвои и баравме, бидејќи доколку не има сигурен третман за работа со педофилите, а се на слобода да го повтора делото, да се воведе и доживотна казна затвор, бидејќи во најголем број на случаи педофилите го повторуваат делото и не сакаме да има повторништво. Да. Сите тие наши заложби вродија со плод и мислам дека навистина граѓаните не препознаваат и по најновото истражување од Брима Галуп што го направивме, дека на прво место сме предпознатливи по одбрана на правата на децата, борба против насилство, градење на мирот и културата на мирот, градење на вредности кои ќе ги сплотуваат луѓето, односно децата уште најмала возраст. Ние паралелно работиме и со ран детски развој, имам 11 градинки вклучено во една регионална мрежа каде што се вклучени Албанија, Косово, Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска и Северна Ирска за прифаќање на поинаквите и различните. Работиме со мировно образование во средните училишта, неколку градови, неколку гимназии, сега планираме да работиме и со основните и средни училишта преку програмата за мировно образование. Значи, имаме развиено голема активност во регионот. Сега најновиот проект е исто така Босна, Косово, Србија, Албанија и Македонија веќе институционално се вмреживме, уште во понеделникот имавме состанок со институциите, каде што беше и Меѓународната организација за миграции, за трговија со деца, жени и луѓе. Сакаме да направиме национална стратегија, да учествуваме во таа национална стратегија и да дадеме свој придонес. Она што ни е следен чекор, да го хармонизираме нашиот СОС телефон 0801 22 22, кој е донација од Македонски телеком уште 2005 година, со европскиот број 111 и сакаме да го отвориме 116000 за киднапирани грабнати деца, затоа што се случи во Македонија неколку пати досега, 4 деца да бидат киднапирани, грабнати, а да нема резултати разрешница. И сметаме дека ова умрежување на нашите телефони со европските телефони ќе бидат побрзи во пронаоѓање на децата и нивно враќање во семејството. Змјанац, ова генерално така податоци беа клучни за вашата организација, ценната организација. Ве молам сега да се спуштеме околу соработката во нашиот регион што ја имате.
Вие покрај другото реализирате еден значаен проект, това беше мировното образование, тоа генерално оде со гимназијата во Дебар. Да. Нешто околу таа соработка, колку сте задоволни, како се одвива. После ќе проговориме нешто и за денешната активност што имавте во Дебар. Ние во Дебар имаме две клучни институции вклучени во два проекти. Едниот е мировно образование, гимназијата, но и градинката Брешија. И вториот е за раниот детски развој, така наречен ПРИСИТ со Брешија. Ова со гимназијата е многу клучен за нас, затоа што тука се вклучени професорите, поминаа многу обуки со нашиот тим од тимот за